Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за раствори. Сега ќе започнеме со тоа што ќе речеме дека скоро ништо во вистинскиот свет не е чиста супстанца. Така, например, кога ќе видите парче некое, си ќе речете дека ова е парче чисто злато, така. Но всушност тоа не е чисто злато, тоа е 99,999999 можда проценти злато, така. Иако ова се многу дарежливи бројки давам, но да речеме дека е толку проценти чисто злато. Сега тоа ќе речеш добро, тоа е чисто злато, но всушност ако разгледаш во однос на колку атоми всушност има тука, да речеме дека тежи неколку килограми и да речеме дека има 1,000000000 атоми, што е тоа е 10 милиона. Така, ако има 10 милиона атоми, еден атом од тие 10 милиона нема да биде атом на злато, така, бидејќи ова ако го направиме ќе искочи ова минус тие 99,9999%, искаше дека од овие милион атоми еден атом не е злато. Така, не е злато. Сега ќе се рече голема работа ако еден атом не е злато на 10 милиони атоми, но 10 милиони пак е мал број. Значи ние кога збориме за молови, така знаеме дека еден мол од некоја супстанца има 6,022 по 10 на 23 атоми. Така, значи еден мол има голем број атоми. Значи еден мол е 6,022 по 10 на 23 и да речеме дека имаме една шестина од мол, колку да улесниме пресметката. Така што тогаш ја добиваме следна пресметка, каде што ако еден мол, да речеме било толку атоми, една шестина од мол би било една шестина од тоа, така. Сега, ако имаме ние всушност толку атоми во една шестина од мол, а една шестина од мол од злато е околу 13,16, односно 1 мол има 79 грама, така делено на 6, тоа е еднакво на 13,16 грама, приближно. Значи во 13 грама злато ние имаме толку вака атоми. Така, значи во 13 грама. И сега да речеме дека златото е со 99,999% чистота, тоа значи дека само толку атоми од тие 13 грама, кој 13 грама е многу малку, се злато. Додека не злато се волку. Што е еднакво на кога се стотки илјадарки, мислам добро да 100.000, тука милиони, билиони, трилиони, квадрилиони. Значи 10 квадрилиони атоми се не злато во 13 грама злато. Така, сепак тоа е голем број. Но ние не го земаме во обзир, бидејќи важен е 1%, тоа е голем број, да, 10 квадрилиони атоми кои не се злато, но во однос на сите атоми тоа е само многу мал процент, така, значи 0,00001% е не злато. Но со ова сакам само да посочам дека скоро да не постои 100% чиста супстанца од нешто. Така, значи кога ќе речеш дека нешто е чиста супстанца, не е 100% чиста. Значи мора да има некој атом од некаде каде што залутал или нешто се претворило од некој си во некој друг, кој што не е злато. Значи нема 100% чисто. Сега, во најголем дел случаите во материјалниот свет не сме ни приближно до 99,999% чистота, него сме прилично во некои си пониски проценти и најголем дел од сите материјални работи што се во светот се составени од смеси, од различни соединенија. Например, воздухот, кој го дишиме, воздухот има различни смеси од различни гасови, околу 70 и нешто проценти, значи приближно, е азот. Така, 21% е кислород, 0,03% е јаглерод диоксид. Има и таму некои други гасови. Но е смесен, значи не е еден газ кој го кружува. Исто за сите материјали кои можете да ги среда, например некој камен кога ќе видите, каменот не е еден хемиски елемент, значи обично тие се некои силикати, но сложени силикатни соединенија, значи тие се комплексни соединенија кои можеби да речеме 90% ќе биде одредено соединение, но ќе има дел кој нема да биде. Или некаде внатре у каменот, или кај да е. Или пак, например, етанол од аптека, така. Ја кажа чист етанол, но не е чист, значи тој најчесто е 90%, но и да го направат уште почист, значи има фабрики каде што може да се нарачат
уште почисти, тој пак ќе биде 99,999% чист. Значи нема да биде 100%. Сега може би во некои услови може да се направи нешто што е 100%, но да биде само на многу кратко време, но тоа би било екстремна вредност би имало, значи не би можел да си го дозволиш. Така што сите супстанции кои ги гледаме околу нас се смеси од различни соединенија, различни атоми и така натаму. Сега, некои смеси се хомогени. Например, овдека ќе направиме систем каде што ќе имаме смеса од различни соединенија, но сите се наоѓаат во иста фаза. Така, например, таков е воздухот. Си имаш газ и сите гасови кои се наоѓаат, тоа е смеса од гасови, но сите гасови се гасовите агрегатна состојба. Ти не гледаш разлика помеѓу нив, него сите се измешани хомогено. Исто воздухот, морската вода, значи тука постојат различни хемиски супстанции во морето. А сега не зборам за солидните, например, камчиња или некои, него само ко водата, таа не е чисто H2O, значи тука немаш чисто H2O. И не зборам само за солта, има различни течни супстанции кои доаѓаат од живите организми кои живеат таму. Легури од метали, например, кога имаш некој метал, сега тој не значи дека е чисто железо, например Fe, така. Тука има и други метали кои се вметнати внатре во материјалот и тоа е легура која ти не гледаш разликата кај завршува железото, така кај завршува Fe, кај започнува другиот метал, некој си метал X. Тие се хомогено, униформно распределени, имаат иста фаза. Нема резка граница кај што можеш да речеш дека тука завршува едното, тука почнува другото. Него тие се испреплетени едно со друго низ целата содржина. Така. Значи се хомогени, а додека хетерогени смеси се например чадот, имаш например дрво, така имаш дрво и дрвото гори и имаш чад. Сега тој чад најчесто има некои прашинки во него, така има као прашинки. И ако го сметаш како една смеса, таа не е хомогена, бидејќи има граница кај завршува чадот, кај започнува ко парчињата кои летаат одредени партикули. Например, ако имаш вода со кал, онаква после дожд, така имаш некој си сад, каде што има вода и таа има кал, после некој си дожд, и ќе се гледат партикули, и ти сега ако измешаш, нема да толкова ги приметош, но има партикули кои се од земја, како измешани таму. И тоа е хетероген систем, бидејќи хетероген раствор, бидејќи се гледа границата, кај се партикулите, кај е водата. И површините, значи кои ги разделуваат одредените делови кои имаат различни својства, значи граничните површини кои можеш да ги забележиш, се нарекуваат фази. Значи фази на некој начин представуваат хомогените делови од хетероген систем. Например, оваа самата партикула во себе си е хомогена, така, самата по себе е хомогена, веќе целата е цврста агрегатна состојба и водата си е самата по себе хомогена. Ама бидејќи се наоѓаат во еден систем кој е дел од нашето наблюдување, тие заедно се хетерогени. Значи има овдека, сега ги напишав примерите, напишав која е дефиницијата за фази, дека тие се хомогените делови од хетероген систем. И овдека имаме некои слики кои ги ставив видови на смеси. Значи хетерогени се гледа кај завршува едната фаза, кај започнува другата. Деловите од смеса се гледаат, кај хомогени не гледаш. Во сокот крозие има многу видови различни шеќери, така. Не ги гледаш, сите тие се измешани на тој начин што се униформно распределени. На секаде нема парчиња кај што гледаш едното или другото, него си е ко сок, иако тоа е смеса од различни супстанции. Значи тоа е хомогено кога не можеш да ги забележиш и дека некоја се дефиниција хетерогени смеси или системи се едноставно различни кога можеш да ги видиш деловите, фазите помеѓу смесите, значи се гледа кај завршува едното, кај започнува другото. Кај хомогените не се гледа кај започнува едното, кај завршува другото, така измешани се. Се наоѓаат во иста фаза. Сега, кога правиме раствори, имаме некој си сад. Имаме некој сад кој што има да репримера вака течност, која ќе зафаќа најголем дел од растворот кој ќе се формира. Значи ова уште не е раствор, бидејќи само една супстанца, да речеме дека ова е вода, така ова е H2O. И од кога ќе го направиме растворот, водата ќе зафаќа најголем дел од растворот. Значи тоа значи дека водата е растворувач. Значи растворувач или пак, бидејќи во овој случај ќе биде средината каде што ќе се прави растворот, се рекои дисперзиона средина. Значи растворувач по некоја си дефиниција е таа која ќе има повеќе во растворот. Сега ако речеш, ако земам две течности
и ги имам исти количества и ги измешам во еден сад, кој ќе биде растворувачот, така? Например, ако земеш еден празен сад и земеш два помали сади, овдека имаш некоја си зелена супстанца, овдека имаш некоја сива супстанца, имаш еднакви количества, така да речеме имаш 3 мл и овдека имаш 3 мл. И ги ставиш и знаеш дека ќе се измешаат, бидејќи не се со се меша, ама да речеме знаеш дека овие ќе се измешаат и ќе ги ставиш двете внатре и ќе се добие некој раствор. Така, сега речеш кој е растворувачот? Сивата или зелената супстанца? Сега некогаш нема кој е растворувачот, зашто може реагираат, но обично кога нешто се раствора во нешто друго, ако не реагира на некој си начин, односно не се формира ново трето хемиско соединение, најчесто, например, ќе остане зеленава супстанца, додека ако зелената е бележена со зелени топчиња, би изгледало вака. И сега сивата, ќе направиме дека. Ова е сивата супстанца, атом од сивата супстанца, додека зелената ќе биде околу нејзе. Значи супстанцата која е околу другата, таа е најчесто растворувачот. Така, во овој случај, ние кај што правиме со водата е растворувач, бидејќи кога ќе ја ставиме диспергираната фаза, односно субстанца, односно субстанцата која сакаме да раствориме, да речеме ќе ја бележиме со портокалова боја. Значи ова е субстанцата која сакаме да раствориме. И сега го ставиме парчето и сега парчето нема нормално да остане вакво, нели ќе се раствори. Што се случува всушност? Да речеме ако зумираме на парчето и да видиме дека во овој случај е натриум хлорид, така сол. Знаеме дека ги имаме, како што имаме атоми на натриум, така се атомите на хлор вака распределени беа. Градеа една кристална решетка, така. Епа молекулите на вода, мислам овие ќе се одвојат едни од други, така, значи атомите на натриум ќе се заминат од атомите на хлор, ќе се одвојат едни други, ќе станат во растворот, ќе се добијат атоми на натриум и атоми на хлор. Но тие уште би можело да ги гледаш ако не беа обколени од страна на молекулите на вода. Значи молекулите на вода едноставно ќе застанат околу натриумот и околу хлорот. Сега тоа ќе се случи поради парцијална електронегативност, односно парцијална позитивност на молекулите на вода, тоа кога ќе збориме за растворливост. И тоа што ќе се случи, сега само ќе ставам слика како ќе изгледа, понатаму ќе разгледаме подетално, би изгледало вака. Така, се да намалиме сликава. Ги имаме молекулите, односно атомите на натриум, кои се обколени од молекули на вода, и атомот на хлор, кој исто така е обколен од молекули на вода, само се обколени со различна страна на молекулата на вода. И тоа значи дека се растворени, бидејќи се наоѓаат внатре и обколени се во вода, односно се растворени, не ги гледаш веќе. Сега, не мора секогаш кога ставаш некоја супстанца, во овој случај портокалова коцка која беше сол, да се разложи на составните атоми, во овој случај натриум и хлор. Така, може да се разложи на големи крупни молекули. Значи овие не мора да бидат натриум и хлор, него може да бидат некои си крупни молекули, кои ќе ги наречеме некои си честици. Така, значи не мора да бидат молекули, може да бидат цели парчиња од молекули. Она ќе се разглоби на помали делови, ама врз разлика колкави се овие делови, колкави се овие честици, ги делиме растворите на три вида. Првите се молекуларно дисперзни или пак наречени вистински раствори, каде што частиците, значи частиците, така кои ќе бидат обкружени од молекулите на вода, нели дека ќе има молекули на вода, во овој случај нормално растворувачот може да биде друга супстанца, се помали од 1 нанометар. Значи тие се многу мали молекули, тие се атоми буквално. Тие се вистински раствори, молекуларно дисперзни, како што ова видовме со сол во вода која ставивме, се разложи буквално на атоми на натриум и хлор. Така, значи не може помало од атом. Значи ако големината частица е под 1 нанометар, тие се вистински, односно молекуларно дисперзни, ако е помеѓу 1 и 100, тие се колоидно дисперзни, значи веќе молекулите се на пример шекер во вода. Ако имаш шекер во вода, ако ставиш, тоа е сахароза, тоа ќе биде C6, H12, O6, што е прилично голема молекула, така многу е поголема него еден атом на натриум хлорид, на натриум или пак на хлор. Значи тие се колоидно дисперзни системи, односно раствори, и грубо дисперзни се над 100 нанометри. Значи веќе кој имаш некои парчиња малички
групација на молекули као парчиња земја кои се наоѓаат во вода, така ти мислам многу помалите, се нормално може да имаш поголеми кои дури ги гледаш со око, овие над 100 нанометри ти нема ги видиш со око, ама пак се прилично големи во однос на молекуларно ниво. И овие се дементираат, например ти ако оставиш каллива вода, таква е целата, после дожд, и ја оставиш, ја ставиш у еден сад, за тек на време ќе си дое чистата вода горе, а парчињата ќе седиментираат долу. Значи она е раствор, само дури ја мешаш, така дури има некаква сила и со тек на време ќе се сталоши. Сега, само како за крај да спомнеме дека секоја агрегатна состојба може да се раствори во секоја друга агрегатна состојба. Пред некој ќе си рече како можеш газ да раствориш внатре у течност. Например, ако имаш еден сад, имаш течност тука, и како можам гасот да го ставам внатре у течност? Па можеш да го ставиш, најчесто има некои цревциња кои се ставаат вака и од надвор има ко некоја си пумпа или нешто што го прави гасот. И например се имаме некој си газ, во овој случај X ќе речеме, и тој иде овдека и нормално ќе си прави меури, некои меури ќе искочат надвор, така, но некои меури ќе се разложат и ќе се растворат. Се зависи од колку е притисокот, бидејќи растворливоста на гасови во течност најчесто зависи од притисок. Например, шишињата, газираните сокови. Например, има шише газиран сок, како го нацртав шишо, катастрофа. Има шише газиран сок и например кога ќе го отвориш, почнуваат да се прават меури, така например, тука имаме газиран сок, така биде дали кола, пепси, што и да е. И кога ќе го отвориш, се прават меури кои скачаат нагоре. По тоа е бидејќи внатре у течноста они раствараат CO2, јаглерод диоксид, кој се раствара под притисок и се растворен. И ти кога ќе го отвориш капачето, имаш горе капаче, ќе го отвориш, го ослободуваш тој притисок и веќе не може да се растворен, бидејќи притисокот е помал. И почнува да се дисоцира, веќе не е растворен, молекулите на вода се тргаат, така молекулите на вода веќе не се околу него, и тој почнува да излегува надвор и се прават меурчиња и тоа е газиран сок. И така постојат различни раствори за сите агрегатни состојби со сите други, така можеш да мешаш газ со течност, течност со газ, цврсто со цврсто, цврсто со течност, цврсто со газ и така натаму и така натаму, но некои се по сложени примери кои не се среќаваат во секојдневниот живот, така не можете како тоа со тоа ќе го измешам, но може да се, значи да се направат раствори од се со се. Мислам од сите агрегатни состојби со сите други агрегатни состојби. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Иначе главното што беше дека не постои чиста супстанца, добро, најчесто не постои чиста супстанца во светот, се е до некој си степен чистота, дека имаме хомогени и хетерогени раствори, односно системи, каде што може да ги гледаш или не може да ги гледаш фазите, и дека кога имаш нешто растворено, всушност е опколено од молекулите на растворувачот, и врз разлика кога се частиците кои се опколени од молекулите на растворувачот, имаме молекуларно дисперзни, колоидно дисперзни, грубо дисперзни раствори. Добро, тоа беше се и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.